Добар ден, драги ученици. Јас сум наставник по географија Васил Чочов и денес, ќе се запознаеме со новата наставна единица климатско-вегетациони типови во Азија. Пред да почнеме, треба да се потсетиме од претходната година за климатско-вегетационите типови во Европа. Зошто тоа го велам? Тоа го велам затоа што сите климатски типови на било кој континент, зависат од едни исти, климатски фактори, со тоа што на сите континенти тие климатски фактори имаат различни имиња. На почетокот ќе го поставиме прашањето кои климатски фактори влијаат врз формирањето на климата, на европскиот континент. Тоа се пред се географската положба, морската струја, во овој случај тоа е топлата голска струја, релиефот со надморската височина и влијанијата на океаните и морињата, кои што го окружуваат европскиот континент. Затоа треба да ви го представам планот, наставниот план за оваа денешна методска единица, а тоа е климатските фактори од кои зависи климата во Азија. Под А е географската положба, истите оние услови од кои што влијае климата во Европа или европскиот континент. Под Б е отвореноста на континентот спрема околните мориња и океани. Во овој случај кога станува збор за Азија, тоа се Тихиот океан, Индискиот океан и Северниот леден океан. И може да се каже на западниот дел се чувствуваат влијанијата од Средоземното море. Под С е релиефот со својата надморска височина и под Д се топлите и ладните морски струи. Под 2 климатските типови кои што настанале под влијание на овие климатски фактори се всушност сите климатски типови кои што и фактички постојат на земјата. Тоа се екваторскиот климатски тип, кој што фактички се наоѓа во крајниот јужен дел на Азија и започнува од 0 степени географска ширина и се протега до 10 степени. Понатаму доаѓа тропскиот, суптропскиот, пустинскиот, умерениот, односно умерено континенталниот, континентално влажниот и континентално степскиот, субполарниот и поларниот. Тоа значи дека на овој континент ги има фактички сите климатски типови кои што се застапени на земја. Сега ќе одиме постепено. Влијанијата на Северниот леден океан, Тихиот океан и Индискиот океан, се чувствуваат покрај северните, источните и јужните брегови на Азија, а во западниот дел на Азија се чувствуваат влијанијата на Средоземното море. Некои од овие влијанија можат да продрат длабоко во континентот поради конфигурацијата на релиефот со својата надморска височина, како што е тоа примерот со Кина, која што во источниот дел е отворена и сите тие влијанија може да длабоко да продат од Тихиот океан во внатрешноста на континентот и на тој начин да се формира таа пустинска клима, која што пустинска клима придонела да се формира најголемата пустина во тој дел од Азија, а тоа е пустината Гоби или Шам. Натаму, на некој начин на релиефот со надморската височина. Некои релиефни форми со својата голема надморска височина, како например Хималаите,
значи тоа се највисоките планини во Азија, представуваат препрека и на некој начин ги спречуваат сите оние влијанија кои што доаѓаат од Индискиот океан да продрат во внатрешноста на континентот, а исто така и пустинската клима која што ја има во тој така наречен западен и средишен дел на Кина, да продре на јужниот дел, значи од континентот. Затоа овие, значи, планини со својата надморска височина представуваат еден бедем кој што не ги пропушта тие влијанија да продрат од југ кон север и обратно од север кон југ. Понатаму, како доста значаен, значи, климатски фактор се и морските струи кои што поминуваат покрај бреговите на Азија. Со својата температура бидат, значи, топли и ладни морски струи и во голема мера топлите морски струи придонесуваат да во тие делови од Азија се зголеми влажноста на воздухот, нормално пропратена со доста големи количества на врнежи, а во просторот каде што, значи, поминуваат ладните морски струи, тука доаѓа, значи, до појава на пустини, бидејќи целокупното свое количество на врнежи, воздушните маси кои што ги носат, значи, од Тихиот и од Индискиот океан, пред да стигнат на Азискиот континент, тие ги истураат тие врнежи на самото крајбрежје, за да понатаму во натрешноста продолжат да дуваат како суви и топли ветрови и на тој начин да ја формираат таа така наречена пустинска клима. Сега, под влијание, значи, на сите овие климатски фактори кои што ги набројавме, значи, да повторам уште еднаш, тоа се географската поврзаност на континентот спрема околните морења и океани, релефот со надморската височина и морските струи кои што може да бидат топли или ладни, значи, под влијание на сите овие фактори, во Азија се издвојуваат, значи, сите климатски типови кои што ги има на земјата. Значи, тоа се екваторскиот, тропскиот и субтропскиот тип, кои што се карактеризираат како климатско-вегетациони, значи, типови во Жешкиот појас, понатаму доаѓа умерениот појас, кој што се јавува како умерено континентална и континентална клима. Во таа континентална клима, пошто е доста голем тој континент, е поделена на два дела. Источниот дел е представен како континентално влажен климатски тип, каде што паѓаат поголеми количества на врнежи, и континентално степски во западниот дел на Азија, каде што паѓаат далеку помали количества на врнежи, и во крајните, значи, северни делови на азискиот континент, покрај брегот, значи, на Азија, кој што излегува на Северниот леден океан, тука климата е субполарна, а додека во Северниот леден океан и на островите климата е поларна. Ќе започнам од најтоплиот, значи од екваторскиот климатски тип, кој што го опфаќа јужниот дел на Азија, односно се протега од 0 степени географска ширина до 10 степени северна и јужна географска ширина. Значи, овој климатски тип го опфаќа просторот на Малајскиот архипелаг и се карактеризира со доста високи температури. Просечната годишна температура е негде околу 28 степени Целзиусови, а исто така има и доста големо количество на врнежи кои што паѓа во текот на годината над 3000 милиметри на метар квадрат. Една споредба да правиме со нашата, значи, земја. Во Македонија годишното количество на врнежи се движи од 480 до 640 милилитри на метар квадратен, а просечната годишна температура на воздухот е од 13,7 до 14, значи, степени Целзиус.
Ако погледнеме, тоа значи дека е дупло поголема таа просечна температура на воздухот во овој дел од Азија. Понатаму покрај екваторскиот тип, по екваторскиот тип доаѓа тропскиот климатски тип, кој што се протега од 10 до 23 степен и 27 минути северна географска ширина и го опфаќа Индискиот и Индокинескиот полуостров и останати делови во јужниот дел на Азија, а се одликува со два периода, влажен и сув период. За време на тој влажен период, дуваат монсуните, иако тие дуваат во текот на целата година, меѓутоа за време на влажниот период, тие монсуни дуваат од морето кон копното и носат огромни количества на врнежи, кои што се пропратени со поплави, прават големи материјални штети и предизвикуваат голем број на човечки жртви. Понатаму, субтропскиот климатски тип ги опфаќа бреговите во југоисточниот дел, исто така, во југозападниот дел и југоисточниот дел, на Кина. Се одликува со топли и суви лета и со влаги и врнежливи зими и знаеме каков е тој така наречен медитерански или средоземноморски климатски тип, кој што фактички и се протега во јужниот дел на Европа. Пустинскиот климатски тип ги зафаќа сите тие пустини кои што се протегаат на азијскиот континент, почнувајќи од Арабиската пустина на Арабискиот полуостров, понатаму средишниот и западниот дел на Кина, а тоа се пустината Гоби или Шамо и пустината Тар, во Индија, понатаму пустините Кизилкум и Каракум во западниот дел на Азија и така натаму. Се одликуваат со доста високи температури во текот на денот и ниски температури може да се спуштат до 0 степени во текот на ноќта. Токму поради тоа, е оскуден растителниот и животинскиот свет, а оваа година на полуостровот, на Арабискиот полуостров е измерена и највисоката температура во светот од 42 степени Целзиусови во 0,1 час од наутре, во државата Јемен. Понатаму доаѓа умерениот појас, тој го опфаќа северниот дел на Кина и дел од јапонските острови, се одликува со умерени топли и умерено студени зими, од прилика е сличен како и умерениот појас во европскиот континент. Континентално-степскиот и континентално-влажниот климатски тип, ви кажав дека континентално-степскиот го зафаќа западниот дел на Азија, а континентално-степскиот, континентално-влажниот го опфаќа источниот дел на Азија. Се разликуваат по тоа што во континентално-степскиот паѓаат помали количество на врнежи и тука се застапени оние ниски треви степи, на кои што во најголема мера е развиено тоа така наречено номадско сточарење, а во континентално влажниот период кој што го опфаќа североисточниот дел на Азија, паѓаат поголеми количества на врнежи и во овој дел се застапени големи пространства на шуми. На крајот доаѓаат ладните појаси, од кои што единствено може да се каже дека тој така наречен субполарен појас ги опфаќа бреговите покрај Северниот леден океан и се одликува со доста долги и студени зими кои што траат од 9 до 10 месеци и студени лета. Тие лета не се како летата во умерениот појас, него максимум температурите може да достигнат во тој летен период краток до 10 степени Целзиусови
каде што во тој период околното земјиште се одмрзнува, значи и се развива некоја оскудна вегетација, тревна вегетација, лише и мов, некоја поларна бреза и врба, и тие области се познати под името, значи, тундри.